Но доктор Тања би ве прашала за третмани на ретки генетски заболувања кои за жал се почесто ги имаме во Македонија. Видете, веројатно ги имало и претходно. Меѓутоа не сме имале толку достапност за да ги испитуваме реално. Сега веќе стана нормално, доколку има некој некаква клиничка слика, првично да направи некое генетско испитување, за да се одреди која мутација на кој ген го предизвикува тоа всушност. Тоа не значи дека тие заболувања не се третираат. Може ли корекција да се направи? Апсолутно. Зошто? Затоа што веќе 20 на години, може и повеќе, постои наука епигенетика. Епигенетиката докажува дека одредени гени се активираат или се деактивираат во зависност од околината. Тоа што значи храната, загаденоста, начинот на живот, стресот, емоциите. Тоа на нас ни дава можност и да дадеме инструкции за да може тој организам нормално да функционира и тој ген кој што го направил проблемот да биде всушност на некој начин како успан. Ние не ја менуваме ДНК, не можеме да ја промениме, не ни е ни тоа целта, а и не мораме затоа што всушност си има начин како тој ген кој што не е добар и го предизвикува тој проблем само да се исклучи. Всушност. Интересно. Интересно. Да. Но еве, се уште сме месец ноември, месец на машкото здравје, па колку мажите водат грижа за своето здравје? Дури изненадувачки, мажите повеќе водат грижа за своето здравје отколку жените, затоа што жените, јас исто имавме едно гостување, малку ми искритикува дека ги не паѓаме мажите. Не, супер се мажите, не беше тоа поентата, туку дека жените се забораваат себе. Затоа што имаат многу улоги. Имаат семејство, имаат работа, имаат и тие се всушност откако ќе станат наутро до вечерта со некој распоред неверојатен. Кај мажите е малку поинаку, имаме и посветени мажи што апсолутно помагаат дома со семејството, тоа нели е нормално. Меѓутоа кај нив постои некој друг ментален склоп кој што со годините им се активира потребата да се погрижат за здравјето, што е за пофалба. Така да треба малку да гледаме. Како да оставаме, ајде ништо не ми е, немам време, ајде утре ќе помине. Можам, јас, ова не ми е, баш така. Многу улоги. Многу улоги, точно, јас мислам дека тоа. Кога сме кај улогите,